Православните верници утре го слават големиот христијански празник Богојавление Водици, кој што се празнува уште од вториот век. Празникот е поврзан со крштавањето на Исус Христос во водите на реката Јордан од страна на Свети Јован, кој оттогаш се нарекува крстител. Но повеќе за овој празник ќе зборуваме токму со денешниот наш гостина, тоа е отец Ристе Јанушев. Добро утро и добро ни дојдовте во утринската програма. Се надевам дека ќе ги запознаеме сите оние кои што не гледаат повеќе за утрешниот празник Богојавление. Добро утро вам, на вашите гледачи. Ви благодарам за поканата и секако колку имаме време ќе посветиме и ќе кажеме нешто повеќе за празникот кој што утре ќе го славиме, за светото Богојавление. Така. Ајде еве најпрво да кажеме што точно значи празникот Богојавление. Значи самиот збор Богојавление ви кажува, значи Бог се јави. Так. Богојавление. И тоа не се јави едното лице на Бога, туку троичниот Бог, Бог во троица. Ние, христијаните, православните христијани, го славиме Бог во троица. Еден по суштина, во три ипостаси, во три лица. И токму на Богојавление се јавува Бог во троица. Значи го слушаме гласот на Отецот, го гледаме гулабот, поточно Светиот Дух, кој сведочи за крштението, пак на Синот, кој што се крштева во реката Јордан од рацете на Свети Јован, претечот и крстителот. Самиот збор, Богојавление, значи Бог се јавува. На кого? На луѓето. Им се јавува и тоа во троица. Тоа го сведочи и крстителот. Вели Бог се јави и еве гулаб над главата посведочи дека е тој Син Божји, Спасителот, и гласот се слушна од небесата, кој вели, ово е мојот возљубен син, кој е по мојата волја. Богојавление, Бог се јави. Така. Како народот го прославува овој празник? Значи, црквата е таа која што го учи народот како да прославува. Так. Народот го прославува и се радува на празникот. И на вистина, специфично е тоа што тогаш се осветуваат водите. На денешниот ден, водокрст денес се вели, е строг пост во црквата, значи се крштева вода, црквата крштева вода по храмовите. А утре се осветуваат водите во природата, кои што се надвор, односно на самиот ден на Богојавление, слично на настанот кој што се случил на реката Јордан, кога Јован крстител го крсти Христа Господа и Спасителот наш, се прави утре на водите надвор. И народот се го празнува радувајќи се на Богојавлението. Гледајте вие колку луѓето доаѓаат дури со шишенце и земаат вода во моментот кога ќе се крсти водата, после големиот богојавленски водосвет, кој што ќе се направи утре, исто се прави и денес, но рековме во храмовите, во сите храмови на Македонската православна црква и ширум православието. Меѓутоа, утре се крштеваат водите кои што се надвор, истечните води. Утре ние ќе испаднеме на нашиот македонски Јордан, на Вардар. Так. Сите надвор ќе се радуваме на празникот. Тоа го чувствуваат луѓето, ја чувствуваат радост, ја чувствуваат благодатта на Богојавлението. И затоа многу често го поставуваат прашањето како утре ќе влезат луѓето во вода, па ќе влезат, тие ќе се радуваат. Радоста прави, благодатта Божја го прави своето. Така. И тоа е чин на радост. Влегувањето во водата, рачунајте сега на овие температури, некој од страна што гледа ќе рече па како? Па ете, радоста го прави своето. И тоа е дел од радувањето на празник, чествувањето на празник. Така, токму и следното прашање ми беше тоа што представува овој чин. Фрлањето на крстот има од страна на народот, на православните христијани, се пријавуваат за овој празник со цел да го фатат крстот. Што значува цел овој чин? Видете овака. Христос и крстот се нераздвоени едно од друго. Така. Се што почнува во црквата, почнува и завршува со крстот. Секое дејствие. Се прекрстуваме, почнуваме, дури кога ќе се разбудиме на сабајле. Се прекрстиме, ќе кажеме благодарствена молитва на Бога што ни го дава и овој ден и ово утро. Значи, сте почнува со крстот. Ни едно дејствие во црквата, ни една света тајна не се извршува без крст. Значи, никое дејствие не се извршува без крстот. Крстот е нешто што е почеток и завршеток на се. Затоа и со крстот, бидејќи се осветува се, ги осветуваме со крстот и водите. Символичното положување на крстот во водата и верниците кои што ќе поитаат да го земат тој крст како благослов, сушно се осветуваат водите и крстот е почеток и крај на се.
Значи без крстот не можеме ние ништо да направиме. Тоа е оружје на победата. Така победуваат царовите. На цар Константин, кога Бог му се јави, му рече: еве го знакот со кој што ќе победуваш. Ние, освен крстот, друго оружје за победа немаме. Христос ни го даде крстот како оружје за победа. И затоа утре, кога ќе се положи крстот во водите на реката Вардар, нашиот македонски Јордан, тогаш сите ќе поитаат да го фатат крстот, тој благослов, да го земат за себе, за своето семејство, за граѓаните, за сите кои што се присутни. Луѓето ќе полнат водичка од осветената вода и затоа крстот е неодминлив во било кое дејствие, во било која света тајна на црквата. Така. Како Македонската православна црква се подготвува за овие овогодинишни водици, поточно за утрешниот ден? Значи, почнуваме со Света Божествена архиерейска литургија. Нашиот владика Дедо Агатангел, митрополитот Повардарски, утре ќе богослужи во црквата Богородица. Так. До сега беше пракса да се служи во соборниот храм или поточно во Свети Спас, во храмот Свети Спас, Вознесение, и од таму со литија, со поворка, да одиме кон Малото Мовче, но, бидејќи мораме да ги земеме во предвид и временските услови, значи да бидеме и поблизу и до народот, меѓутоа и да можат да дојдат да го посетат храмот, да присуствуваат на литургијата, да се причестат луѓето. Значи почнуваме утре со Света Божествена литургија, ќе началствува неговото високо преосвештенство, митрополитот наш Агатангел, во црквата Света Богородица. Значи таму ќе биде централното богослужение. Ќе се служи исто така и во соборниот храм Свети Пантелеимон, меѓутоа, еве, оваа година заради временските услови, значи наместо во Свети Спас, ќе служиме во црквата Света Богородица. Со богослужението се планира да привршиме некаде околу 10:30 и потоа во литија или поворка ќе се упатиме кон Малото Мовче. Како? И уназад неколку години, односно повеќе години, веќе од кога е Малото Мовче, веќе од таму се прави манифестацијата на големиот богојавленски водосвет и ќе се упатиме таму и околу 11 часот е планирано, ако даде Бог, да почне, значи, богојавленскиот водосвет за да се изврши осветување на водите. Така. Она што друго би било интересно да кажеме дека секоја година безбедноста на овој настан вие секогаш на високо ниво. Со кого соработувате? Значи, навистина се води грижа за тоа колку можеме да посветиме повеќе внимание и подобро е колку повеќе внимаваме да биде организацијата и на повисоко ниво, меѓутоа и безбедноста да биде. Така. Епархијата ги нуди своите простории на докторските екипи. Значи, секој што има желба да учествува, пожелно е. Така. Значи, ние никого не принудуваме, не е тоа услов да дојде и да се прегледа, да види каква му е здравствената состојба, меѓутоа, значи, треба да бидеме свесни и разумни. Еден преглед од лекарот, нешто не е на одмет, го е посакуван. Да види дали општата здравствена состојба е стабилна, за да може да не ризикува некој што ќе влезе, бидејќи стварно се ги условите, гледаме какви се. И тука се екипите на Црвениот крст, тука е екипата, односно овие спортските кајакари кои што вежбаат. Спасителите се тука. Значи, и се молиме на Бога сега да не чува сите. До сега не се случило ништо. Не сакано, се надеваме нема ни да се случи. Меѓутоа, пожелно е сите кои што ќе дојдат да поминат на тој преглед, значи непосредно пред да бидат активни учесници во чинот богојавленски, нивната општа здравствена состојба да така лекарот да ја потврди, да каже дека нема некакви пречки или во моментот кога ги прегледува дека нема некои пречки, дека се во добра здравствена кондиција и дека можат да пристапат, односно да бидат учесници во настава. Така. Добро знаеме дека нашава земја и Балканот и пошироко го зафати навистина студен бран и ниски температури, па временските услови малку се непожелни токму за овој празник. Како се движи заинтересираноста или, како што и кажавме пред да започне емисијата, секогаш сите заинтересирани се пријавуваат и последниот ден? Тоа е некако во нашиот менталитет и навистина е така. Значи, заинтересираноста ние ќе ја знаеме дури утре колку ќе биде. Так. И секоја година мислиме дека времето е студено и ќе нема, може би многу пријавени, меѓутоа ќе има. Так.
Истото го помисливме и минатата година, па имавме 60-тина, поточно 59. Имало и постудени зими од оваа, меѓутоа ќе има. Ќе има. Веруваме дека ќе има и дека ќе бидат во поголем број, иако е времето овакво какво што е. Значи, точната бројка ќе ја знаеме дури утре. Они денеска ќе се пријавуваат, меѓутоа сега во овој момент заинтересираноста ја имаме само овака, што се јавуваат заинтересирани и прашуваат одредени информации во тоа што ќе се случува утре. Меѓутоа, утре конкретно ќе знаеме. Кога ќе дојдат, непосредно пред да се случи чинот на реката долу, на Вардар, тогаш ќе знаеме. А скоро секоја година се случува да има и такви кои што нема да дојдат во епархиската зграда да се пријават, а сепак ќе бидат на брегот од Вардар и ќе влезат, односно со своите другари, со своите компании. Дали има нешто спорно тука ако доколку не се пријават, а влезат во водите на реката Вардар? Нема ништо спорно, меѓутоа ние апелираме, значи секој што ќе влезе, треба да биде крстен, да го исполнува основниот услов. Значи не може некрстен човек да влезе и да биде делот од овој чин, значи треба да биде крстен. А во поглед на безбедноста ние апелираме, значи секој да ја провери својата здравствена состојба, за да не ризикува, да не се случи некоја хипотермија, бидејќи се стварно ниски температурите и никому ние не можеме да забраниме да влезе. Секој сам си одлучува за тоа што ќе го направи, секој сам ја носи одлуката за да биде учесник во настанот. Меѓутоа, апелираме на трезвеност за да можат да бидат сите учесници колку толку заштитени, барем да не ризикуваат непотребно. Бидејќи доколку лекарот, затоа е тој таму. Тој е таму заради нив, да помогне, да ги прегледа, да види ако има некоја пречка, можеби, не знам сега јас, повисок крвен притисок или можеби некоја слаба настинка сега, сигурно дека докторот ќе го предупреди, ќе му каже дека постои ризик ако влезе во водата. Може да има покачена телесна малку температура сега. Видите, се може да се случи. И затоа ние никому не забрануваме, меѓутоа апелираме да се пристапи трезвено и да не се ризикува. Така. За овој посебен чин за овој празник, освен Македонската православна црква како организатор, се појавуваат и други личности како главни организатори. Оваа година во Велес кој ќе биде организаторот? Секоја година се јавува тоа традиционално, се појавува некој кој што ќе биде покровител на настанот, покровител на настанот, господинот Орце Паур, сега ќе ми простите презимето, не успева да го дознаам, тој ќе биде покровител на настанот и секоја година тоа ако се појавува некој за кумство, односно како покровител на целиот настан, затоа црквата е благодарна, благодари се моли за здравје на семејството, бидејќи ете и народот активно учествува во оваа голема радост на богојавление на Водици. Тоа доаѓа низ историјата назад, се случува кумството од каде доаѓа, се организирале тајфи кои што настапувале еве во овој на Водици на богојавление и едниот предводникот бил кум и од тога тие кумства како значајна институција почнуваат да прераснуваат во покровителство. И тие се сега покровители, сакаат да помогнат на народот, на својот народ, на своите собраѓани, на црквата и се јавуваат како покровители на манифестацијата, а за тоа пак црквата ги спомнува и ќе се моли за нивно здравје, за здравје на нивното семејство, за напредок, за успех во животот во тековната година. И така, понатаму па друг ќе се јави за кум и тоа е еден вид на активно учество во богојавлението, односно на празникот Водици. Така. Тука би било добро да споменеме нешто збор 2 и за наредниот ден после богојавление, поточно за 20 јануари. Тој ден е Свети Јован Крстител. Ете малце збор 2 да споменеме и за овој ден. Значи, веднаш денот после богојавлението Водици е посветен на Свети Јован Крстител. Зошто? Бидејќи Свети Јован Крстител е таа алка која што го предвести, тој е предвесник. Тој го предвести крштението, го предвести доаѓањето на Спасителот Господ Исус Христос, на јагнето Божјо. Тој вели доаѓа од пустината и вели израмнете ги патиштата, се приближи времето. Израмнете ги патиштата, сака да каже, покајте ги своите гревови. Јас ве крштевам со вода, меѓутоа тој што ќе дојде ќе ве крштева со оган.
И затоа е посветен на Свети Јован Крстител. Тоа е логичен след на настаните. Ако е Богојавление на 19, црквата го устроила споменот за Свети Јован Крстител да биде на 20 јануари. Тоа е тој кој што ќе посведочи за Христос, кој целиот свој живот ќе пророкува за Христа и на крајот ќе го познае во реката Јордан, каде што ќе го крсти. И вели, јас не сум достоен нему ни обувките да му ги понесам. Меѓутоа, Христос му вели, нека се исполни тоа што е кажано од пророците. И тогаш Јован го крштева Христа за да се осветат водите. Во еден од псалмите се вели, лукавиот беше изфрлен од небесата, протеран од земјата, меѓутоа нашол скровиште во водата, ама на Богојавление Христос кога влезе во водите и таму ја столчи главата на змијата и таму го уништи лукавиот, непријателот на човечкиот род, отпадникот. И Свети Јован Крстител е нераскинлив дел. Тоа е природен дел кој е органски сврзан со Христос, со Богојавлението, со настанот, со крштевањето. И затоа веднаш на 20 се слави споменот за Свети Јован Крстителот, претечата Господ. Така. Отец Христе, мене ми останува да ви се заблагодарам што ја прифативте нашата покана да бидете дел од утринската програма на К1 телевизија и да ги информираме нашите гледачи во врска со утрешниот настан. Ви посакувам се да помине во најдобар ред, па во некој од наредните изданија на нашата утринска емисија ќе го поканиме и таа личност што ќе го фати крстот. Ви благодарам за поканата. Ги поздравувам уште еднаш сите ваши гледачи. Се надевам дека утре достоинствено ќе се прослави. Так. Ќе бидеме на висина од задачата. Достоинствено, како и секоја година, ќе дојдеме во масовен број да се радуваме на Богојавлението и дека ќе ни остане во добар спомен. Се надевам дека ќе имаме доста пријавени кои што ќе го збогатат овој настан. И малку бргу ни помина времето, се надевам некогаш ќе имаме и повеќе време да говориме на овој и на овакви слични теми. Ви благодарам за поканата. Ви благодарам и на вас уште еднаш.